Фер и демократска атмосфера. Граѓаните на Македонија уште еднаш покажаа зрелост и на мирен и достоинствен начин го остварија своето право на глас. Вака ја оценија вчерашната изборна атмосфера дел од политичките субјекти во земјава, но и дел од невладините организации кои го наблюдуваа гласањето. За опозицијата пак, ова се уште едни избори полни со закани, уцени, подкуп, нефер, недемократски и нецивилизирани. Во Велес, сите гласачки места беа отворени во 7 часот наутро, а претседателите на дел од посетените места изјавија дека гласањето се одвивало во најдобар ред. Навреме се отвори гласачкото место 2151. Сега се наоѓаме во Основно училиште Блаже Коневски. Овде на ова гласачко место имаме околу 769 избирачи и се надеваме дека сите ќе излезат и ќе го остварат својот глас. Гласачкото место е отворено навреме точно во 7 часот, без никакви проблеми, до сега тече без забелешки од ниедна страна. Граѓанската асоциација Мост и невладината Цивил во текот на вчерашниот ден одржаа по неколку пресконференции на кои беа презентирани нерегуларностите кои нивните активисти ги забележале на избирачките места. Кога станува збор за Велес, Мост нотирала лица со списоци на гласачи кои ги евидентираат граѓаните кои гласаат на избирачкото место 2193. Меѓународните наблюдувачи кои вчера посетија дел од гласачките места во градов беа задоволни од текот на гласањето. Почнавме прво да наблюдуваме во Скопје, во едно избирачко место, потоа стигнавме во Велес, до сега имаме обсервирано неколку избирачки места. Сега дека протече како што треба до сега изборниот ден. Немаше некои поголеми проблеми, на некои места беше малку мали просториите на изборните места и тесно беше, но во глобала до сега се помина како што треба. Here it seems quite good process. Од невладината Цивил, кога се работи за процесот на гласање на државно ниво, изјавија дека во повеќе наврати биле регистрирани семејно гласање, фантомски гласачи, попречување на правото на глас, притисоци, уцени, неисправен избирачки список, злоупотреба на службена должност. Тони во текот на денот пристигнале вкупно 258 пријави, зашто веќе испратили писмо до Државната изборна комисија. Од организацијски и технички аспект, Државната изборна комисија се изјасни дека својата обврска ја завршила успешно во однос на двата изборни процеси. И странските медиуми денеска ги коментираа изборите во Македонија. Речиси сите од нив ја пренесуваат веста за непризнавањето на изборниот резултат на лидерот на СДСМ Заев и барањето формирање преодна влада која ќе организира нови избори. Но се осврнуваат и на двојната победа на ВМРО ДПМН и изјавата на Груевски, кој како што пишуваат, коментирајќи одлуката на опозицијата да не ги признае изборните резултати, изрази жалење што СДСМ ја потценува волјата и свеста на граѓаните.